Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд со луѓето од Пепер ми во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Гледате Еден на еден. Денешни гости Сашко Коцев, Александар Микич и Оливер Митковски. Овозможено од Good Nature Ацерола со Аронија. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Ова е еден на крај на вашиот ден. Јас сум Жарко Димитриевски, ова се Пеперминт, ова не е пајак. Ова не е пајак. Како и да е, денес гости ни се Сашко Коцев, Александар Микич, Оливер Митковски од МНТ. Ќе биде супер емисија за тоа. Останете токму тука. Пајаче, нешто да не сакаш да кажеш? Не. Општо за денеска. Ништо. Сигурен си? 100%. Ништо? Ништо. Ја знаеш, има една песна од, како сега, Мадригали? Многу добра песна, Мадригали, што ја испеа во одамнешните некои години. Неко 70-ти се. 70-ти, 70-ти, кога Мадригали биле млади. Има многу добро, според Марко Цепенков, вистински изговор. Значи, ова македонските книгова што е за македонските работи. Добро. Они мислам дека ептен здраво за готова фатиле. Ептен? Да. Како го пеат реферираното они? Они не, тоа види, тоа да си ја побараат луѓето на YouTube. Не на YouTube, нека идам на еден.мк, ќе ја ставиме таму да чуете, така, пошто е убава песна. Песната е многу убава и го држи македонскиот говор, право говор Так. на овакво. Убав рефрен имаше, зошто сум млад. Да, па исто како книгата што вика, кој сум, што сум, Кај сум? и зашто сум. Ајде, дај нека влезе. Нека влезе. Кој господин? Зашто така му свири како наркоман да? Стварно. Ако личам, ама не. Како се вика песна? Кокейн. Што е тоа кокейн? Кокери. Кокейн. Пошта. Ајде да читаме. Што да читам уствари, не ми се чита ништо. Кај си бе ти? Дете има, дете нема, као девојка да си ми. Абе, Час жара. си тука, час не си. Знам, абе. Со џамба зовки нисавме в Мејана, Добро? да чунки да се втосаме платава, така бил адетот. И лебати по братимов, од денаш ми праиша ред, доаѓал валијата. Велијата? Не бе, ту зандана. И ти викам, доаѓа валијата и со... Така речеш, ја така го чу. Велијата, ја реков, рече. Не знам Си да... викам кај од кај. Извини, Не, и... пријателе. И така седиме, подпивнуваме и доаѓа валијата со неговиот измеќар, најајде што требало врана коња да јавнам и Шпанија да кемисам. За тоа отиде да ме како? А што ти е муавето со сите те гледаме дека малце не токму си со... Мода е бе брато тренд. Кога е тоа? Стариве со новиве смартфони, Не го знам. враќаат архаичното мода. Не знам. Не знаеш? Кај глеј сега. Ајде да видиме. Стојан Сртичка Ага. Кај си ти бе? 5 века те нема онлайн да се ставиш. Еј, деца. Еве го. Митре. Мераба. Пусти интернет. Знаеш како е точка. Ела и ми нагости. Женичката кадаив направи. Ама сега локум ми се пријаде. Пишман ефенди. Сполај ти, Митре. Запирка. Вчера од шашма го скинав гајтанот за ајфонот. Ги тркнам до вилаетот да го сменат късмет. Хаштаг. Шубе ќе ти биде ако не пробаш. Јас веќе ја сефтосав. Шербет машала.
Каков абдал си ти, Митре? Ме попишмари. Ке ти титнам, кога ке сум кај тебе, еден лезет да истера ме сент. Шуќур ти текна. Точка. Сент. Кул. Добро, иде. Одлично. Немаме многу време, дај да идеме брзо. Имаме нов еден сегмент, го викаме буквални постери на македонски филмови. Ама не сум баш сигурен дека Ѓоко ги има наредено поред кој што треба. Колјо, не знам, ако направил глупост, Ѓоко направил. Значи, ја му викав да ја осигураме работава, да си бидеме сигурни, знаеш. Он нешто, не знам, се циганчи нешто као не сака да даде. Да, знам, добро. Твојот народ, така, знам. Се изромил. Си изроми, знам. Си изроми и као... И дај да видиме кои се постерите. И зашто ги викаме буквални постери. Ајде, Си изроми. пуштај! Еве го. Ова е црно семе. Кафе. Не, кафе А, не. сончоглед. Сончоглед е. Црно семе. Дај видиме пред дождот. Но ова не го разбирам. Зашо е вака? Чисти улици бе. Пред дождот. Ај после дождот да видиме. Вајда, појма немам. Ма си мудар, бе. Шо ова? Па, Еврокрем. не е Еврокрем, ова знаеш, кај нас така ако ќе заврните, Кал. карта ли? Калој. Ајде немаме време, одиме другото. Балкан Кан да го видиме. Ети, Балкан Кан. Ова пиктограм. Логично. Да, да. Балкан Кан. Не му објаснува никако. Балкан И Кан. Кан. Брани, Кан. Ајде да го видиме следниот. Кој е? Следниот филм е Исправи се Делфина. Многу јасно. Од учебникот од Ја трето. имаш Делфина и ја имаш исправено на крај. Учебникот од трето по биологија. Како да Ѓоко не научи како да оди исправено. Се муљ цело време. Вие тоа за жал не можете да го видите. Мора за среќа тоа не можете да го видите, ја да ви кажам. И да видиме уште некој, ајде да го видиме Мис Стоун постерот. Мис Стоун. Ова е некој На Микеланджело е ова. англиски шучел некој го има правено. Не, ова на Микеланджело е филмов изгледа. Ова не дај Боже да е телото на Микеланджело, зашто Микеланджело ќе бил измеѓу. Измеѓу ќе бил. И да ги видиме последните две од Милчо Манчевски, последните два филмови, Прашина на прво. Ја, Еве го, Прашина. кај мене под кревет. Ако ти е вака под кревет, на ол некаде. Не си осигурен, значи. Да се осигуриш. Да. И да видиме Сенки од Милчо Манчевски. Ете така, тие и пошто на вистина немаме време, Facebook, Twitter прашањата ќе ги правиме екстремно брзо. Жаре, мојот син наскоро ќе наполни 10 години, имаш предлог како би можел да го изненадам? Кажи му дека е посвоен, ќе биде забавно. Жаре, зашто секој пат кога ќе свртам да проверам колку кредит ми останало, има 5 денари помалку од претходно. Муштева кога муштели. Жаре, за кого не изборите? Се знае, за нашиот. За нашиот. Кој е нашиот? Кајмаковски е нашиот, така продолжете да гледате, има Кајмаковски. фантастична емисија, Сашко Коцев, Александар Микич, Оливер Митковски, сите заедно 3 на 1 ќе се зезаме, ќе играме, ќе биде одлично, не се гасете поштар, да те нема. Ајде, мен нема. Јован Данчевски. Четврто оделение во основното училиште Ѓорѓија Пулевски. Еден од најголемите познавачи на историјата. Или, можеби не. Хало гледачи, одиме со квиз кој ќе први. Вечерашни гости Здраво, јас сум Жако Димитриевски. и Добро вечер, јас сум Јован Дамчевски. Водител. Не си водител? Не. Ја мислев таков квиз е. идеме одмah со прво питање. Кој бил Хирохито? Жарко, Јован, Хирохито бил јапонскиот цар кој бил во сојуз со Адолф Хитлер и Мусолини во Втората светска војна. одлично. Не, ништо. Ајде, сега ќе виш. Питање број 2. Каде и кога умрел Ленин? Жарко, Ленинова. не, Јован, Ленин умрел во Москва и сега е балсамира во Москва, во. идеме со следно прашање. Одлично, одлично. Следно прашање.
Пошто е познат Михаил Горбачов. Жарко. Гулашот го измисли. Не, опет погрешно. Јован. Како бе? Михаил Горбачов е познат дека бил последниот председател на Советскиот сојуз. Одлично, одлично. И задње питање, кад загинува Јане Сандански? Жарко. Јован. Чекај бе. Кај мазата салата. Не, Јован. Јане Сандански загинува на патот кон градот Мелник. Кон град Мелник, Остави дете. Добро, ајде. близу Рожденскиот манастир. Колку е? 5-0. 5-0. Јани Сандански све знае. Не може. Сакам да пијам чај, а посебно кога читам добра литература. Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. Значи, нашите гости добро ги знаете, бидејќи веќе ги најавуваме, тие се едни од најдобрите актери во Македонија, мои едни од буквално 10 омилени. Има нова представа, игра во Македонски народен театар, супер комедија со наслов Не се клади на енглези од постариот Александар Микич, Оливер Митковски и Сашко Коце. Како се? Кај си ле? Седни. Кај се? Ево, дека. Ајде, кој каде сака? Извини се, вака не е наменета емисија за 100 души да дојде. Ама летно бе, зашто кој нема видено овакви? Ме потсеќа на кафаните што беа на времето. Па домакинска емисија ова, па така треба, сакаш графче да извадиме. Такви некои работи ги направи. Напице, ако вие една имате. Ја делиме, Ако сакате. Ова е прв пат 3 на 1, така? Па да, тоа видам не е наменета емисија така, гледаш до кај одиме. 3+. Генгбенг. Мал кеција има игра. Одма сакаш водата? Одма. Ајде, пренеси. Аз ти пијуцка. Пренеси. Кец му е емисијата. Па зене си. Али сега 3+ му е. Сега ова е 3+ и тоа е добитно. Не се клади на енглези. Ви збореа, имаше некој што вика како е така не се клади на енглези, демек околу литературно ваму. Има цело време околу тоа. Прашувавме дали да биде не се клади на енглези или не би беше значи се едно. некој друг Никој наслов. не спомна ништо, а ние бевме параноични. И на пресот. Спомна. Да. Имаше првата објава кога ја пуштивме до новинарите, првиот допис до до порталите, до почетените медиуми, имаше 3-4 прашања. Не, ништо страшно, него само прашаа зошто е клади. Ние рековме дека тој на српски веќе е напишан во сленг, значи во Белград, белградски текст, и вика не игре на енглезе. Така. А литературно српски мислам дека би било немој на енглезе, немој се кладити на Немој енглезе. се кладити. На енглезе, на српски, а ние ќе требаше да го ставиме не обложувај се на англичани. Не облажувајте се на Ја најдеме англичани. на улица еден што вика каде одиш ти, пријателе? Еве Па да ќе се одам да се обложам. обложам во обложувалница. Никој не вика, ќе не утепат, ќе не затвора. Па да. Плюс, мислам, овие се класични, оние што ги гледаме сите по облажувалниците, значи така, такви се ликови бе. Да, манијаци тотални. Значи нонстоп, 24/7 кладилница. Да. Барем лапаат ли нешто или губат? Кој тип? Нашите ликови? Да. Лузери. Тотални лузери. Нашите ликови се тотални лузери. Тотални. Дури и кога добиваат, не добиваат. Да се ви жив. Дури кога добиваат, многу губат. Ете така. Малку подлабоко ти срочи го сега тука. Како си, ти кој си Паун? Паун? Така си се вика? Паун, Були, Пикси. Значи нема имиња, само едниот откриваат дека се вика едно архаично наше име старо. Нема имиња, тоа се нивни надимци. Ама така се викаат во представата таа оригиналната или вие ги Не, пишете? ние ништо немаме, тоа е интегралниот текст. Освен што има сменето локални случаи. Само што се има адаптирано затоа што дејството се случува во Белград Да, и нема Србија. смисла да зборат Значи, за ние го адаптиравме да се случува славови. во Скопје. И освен Белград, ние викаме само Скопје и освен Владе Дивац беше таму. Да. Ние спомнуваме Дарко Панчев. Дарко Панчев. По-добро, знае Дарко дека го спомнувате? Сега ќе ни Поканивме даде сега на на следнава изведба така. Добре. Ќе му дајате нешто да се качи на сцена или нема таму? Има да се изненади. Не, нема да се качи на сцена, Ама ќе се изненади од тоа што ќе види. ама не. Од тоа што ќе чуе. И од тоа што ќе чуе, а? Не е ништо лошо на негова сметка, нема веќе. Играат на еден ист надпревар, така? Да. На една утакмица играат, сите играле свој ливчиња, све добиле што треба и една утакмица Последна. ја чекаат у моментот, да. Хал Сити, Норич Сити. Хал Сити, Норич играат. Да. И овие тројца се кладат различно. Никој нема исто стаено. Да, До значи полувреме
се кладат полувреме крај, Така. полувреме прво сите го бркаат X, значи да излезе нерешено, Си завршил. а на крај сите различно. Да си Едниот да мислив, тепа супер. гостинот, домакинот и нерешено. И тука више драмата значи трга. Од Као второ од полувреме второ натака. полувреме, Викаш српска. Сте ја гледале на српски уопште или не сте ја виделе? Како изгледа, како е поставена, како играат Гледавме, има ликови? неколку на интернет, ама Некоја има почнавме да ги гледаме, Оли ни ги покажа. има една хрватска, има инсерти само. Не, таа Тројцата на српската, YouTube, не, таа тројцата српската. имате видено или не? Заедно бевме, кога ја пуштиме таа српската, гледавме едно 2 минути. И Оли вика: не, немој да не ја гледаме цела, брат, вака ќе ни влезе, овака лошо ќе играме. Не. Не беше добро бе, Оли. А ја мислам дека Ајде, кажи се зашо. беше на граница на дилетантизам. Онака не ни фати беше. Дури и хрватската. Пример, како така, шо беше работа? Си реков да бе, текстов е гениален. Пример, глупа представа, а викаш, ајде ја земеме да играме. Па сега ќе ти кажам бе. Ајде. Песна земи која? Од U2, не знам која песна. Да With or кажем. without you. With or Without You. Добра песна, така? или што би рекол еден мој другар, we gonna touch you. We gonna touch you. We gonna Еве, touch With or Without You you. песната, така? Сите ја сакаат, одлична, хит, evergreen све. Така. Дај ја на лош бенд, да видиш што ќе направи. Ајде, дај засвирете With or Вие Without се добри. Еве, ложби. Ќе ти тегне. Така. With With or Without You. We gonna touch you. Одма звучи лошо, така? Добро му права си, да. Да, Има, значи, има, да, на лош држи, бенд. држи. Синиша Евтимов е режисерот што ја прави. Зошо Хитмейкерот си хитмейкерот Синиша Евтимов е режисер. Да. Зашо ви треба режисер? Ја ќе ти кажам искрено, го земавме за тоа што знаеме дека е релаксиран во процесот на работа, дека не работи многу, дека дава дека прилика не голема работи слобода на многу, глумците. сигурно. Ali se ispostavi дека во меѓувреме се сменил, направи неколку хита и сега работи као скос. Воркохолик. Оли, пошто е. Оли е најголемата мрза меѓу нас. Ја му викам, Оли, ја твојот талент и твојот интелект да го имам. Па јас знаеш и кој ќе бев бе, викам. Овака ја мора да се убивам од работа. И Оли вика, ќе го земеме Синиша, он не малтретира многу. Меѓувреме Синиша, полесно девек да меѓувреме Синиша станал Последен пат, воркохолик. моето сеќавање во врска со Синиша е последен пат кога работевме во нема да кажам каде и која представа, игравме повеќе PlayStation него што идевме на проби. А и во меѓувреме се Слушај, сменило. и тоа. Оли- време се претворил у Коцев, човек. У коце, слушај бе, Оли си пукнал нога сам. Доаѓа Синиша и не впрегна да работи Синиша вика. Мрш бе таму, што ти е тебе, ја не те викнав за ова бе, да ме гњавиш нон стоп бе. Молим те бе, да Имаше такви некои моменти, ситуации кај што Не, знаеш кој е еден од најбољ? вас, пример, чекај, ти конкретно. Коцев се убива, Оли, ајде дечки, дај да идеме негде да јадеме нешто, да Не, бре. знаеш Имаше кој е така? Кауч на представата, завршува генерална проба. И Оли едва чека да заврши так, спортската, телефонот и си гледа и сега иде режисерот да не кара, што сме грешиле. И пред да каже нешто режисеров и Оли му вика: синке, види го овој коце бе, се утепа од работа бе, се искрши. Колку е боле од мене бе, 2 финти. Шо е бе, Коцев, за чаве Коцев работи, Што се треске, колку е боле од мене бе, 2 финти. Иначе тоа со мобилниот и со пратење резултати, тоа е онака непријателска пропаганда, ја у живот лично не ја оставам. Мислам, не знам ни како се прави тоа. Знам дека има шифри нешто, ако не се лажам. Да, Наши има. бројки има, Али тоа Не бе, Так, не игра бе, он так, не игра так, бе. так, Му ги так. подметнуваат од сабајле. Да. Доаѓаат колеги и му ги стават у јакна. Му има, Кој ќе најде девојка му, ама многу наивен од кај ти човек. личо? Поприлично наивен. Да, добар човек, добар. Многу често му има ставено тоа. се случува. Случува. Ние почнавме, демек, слушај, ние ќе си направиме представа за нас уште 2010 година. Ќе си направиме представа. Не ни треба режисер. Ајде до кога ние ќе им ги правиме представи. Така да паметни И све. почнавме ние без режисер. Па кога заглавивме, братче. А значи не било тоа така бе. Не. Секој знаеше, Секој за другиот. Зашто сите се режисери. што треба да па направи тоа. другиот. А никој за себе. Така. Па, пример, ја, озбилно, ако сум таму у екипата, ја би рекол Мики Чевеко, најстар, најискусен, така, ти биди режисер. Не, све ќе беше уред еден од нас да преземеш одговорност. пример ти. Не може. Ама Испана дека не може, ние така. себе не може да се гледа. Прв вие вака приватен проект, да речеме приватен? Па, Оваа екипа, И сигурно сте мислеле како да го направиме интересен да биде ваму таму. Дали вистина имало идеја да ги учите сите улоги и да играте различни улоги на секоја представа, тоест како да одредувате, не знам, преку шо? Да се договарате пред? Значи на почеток кога бевме полни со ентузијазам и мислевме дека можеме тоа да го направиме. Дека лесно ќе ја Да, направиме лесно, представата. дека многу лесно тоа ќе биде. Сакавме секој лик да го направи, спреми. да го спреми и кога ќе дојде публика да си има ливче, значи на самата карта пишува Коцев Микич,
Митковски, а од другата страна Буле, Пикси, Паун. Овие ливче да пополнат. Да пополнат ливче. да Кој што кладат, да се кладат кој што би играл. Одлично. И еден човек од публика влече и вика Сашко Коцев, оп, Буле, Оливер Митковски, ова. На крај кој има добитно ливче, добива некоја си награда. Нешто. Пицерија, ресторан. И така секоја представа би била Вечера различна. со Коцев. Можда тој ќе го направиме Викенд последна македонска сезона. каменица. Со Коцев. Рудникот Саса, разгледување на рудникот Саса, например. Ама значи не се учеле три улоги така лесно, а? Не бе, бега, Ние ние ги знаеме сега сите. Сега да. Добро, да. Не, знаеш што? Не, сега многу се игра представата, значи испадна онака, дури не се надевавме дека така ќе испадне, таков апсолутен хит. Значи во март месец како ги извадивме, еве сакавме да поделиме на гледачите на некои карти, нема карти. Нема за овие што се нема да поделиме. Нема да поделиме. И значи не се надевавме дека таков хит. Сега се игра многу представата, најверојатно за една сезона многу ќе ја уиграме, па е можно ова да го следната сезона да го спроведе. Добро, тоа ќе биде хит. Друга некоја идеја за тоа. И ова е хит. Добро. Да, не. Се извинувам, ќе не мислев така. Има некоја друга идеја, например, како да се улепша представа што не ја направивте? Не, сакавме, знаеш што имаш исто идеја? Секоја представа да викаме по еден гостин, кој е слободен да донесе пици. Пицерија, некоја спонзор да се појави, например, некој ресторански слободен си некоја вечер, дојди една минута, здраво пици за вас. Да, сум чул дека ресторански е 2 чека уште некоја представа. Да. Пошто многу малку игра и дека е тука. Има многу слободно време. Така ви текна по него. Еве Горас, не знам, Пајак пример, Еве Пајак. Пајак да дојде и да Си пица. И пица, он не му ни треба спонзор. Он ќе донесе пица. Он ќе ја направи. Он ќе ја направи. Тапче гравче дали може да. Пунети пиперки можам да направам. Таа генерална проба што ја спомнавте преска, исто била многу интересна пред публика, значи се игра, така да знаат, не е тоа таква проба. Публиката не е голема, ама има 30 души. Да осетиме реакции што е добро, што е лошо. Знаеш, тогаш слушаш се од туѓите уши и одма гледаш дека тоа што го кажуваш е фалш, не е добро. Јасно. Ама добро, не дека многу се менја од текстот или од нешто, туку се менјаат и драстични работи. А има и тоа. Зависи од реакција. Имало, не у оваа представа не, али имало многу случаи. Ја правев радикални промени. Нешто што е интересно, Коцев си донесе негови луѓе 30, а вие појма немате. И се они се смеат. Па така беше. Знаеш кој дојде? Детското драмско студио на Маги Ризова. Викам кој да дојде ми хитно ми текна, викам Магија бе, што прават децата, имате ли час вечер? Немаме. И вика супер ке сака да дојдат. И дојда Оли и Микич не ги гледаат, мене ме гледаат. Друг пат кажете, ќе кажеме у емисија, па ќе има така ќе да, бар нека биде фен. И што сакам да ја прашам за проба, се случиле пари интересни работи. Например, има дел од представата каде треба да се извадат пари. Така, физички да се извадат пари. Пари бе, што се деси? Не, на втора. Втора реприза. Втора реприза е најопасна. Малце. Втора реприза најчесто е многу опасна. Мислиш дека си многу спремен. Така. Викаш топ, ја владеам представа. Која со емисија, не правиме проба колку добро. И има еден момент, ја на Сашко му викам, ај не бамбори, иди по пиво. Он вика, неам пари. Викам, ја ќе ти дам и брцам му джеп и сваќам дека не сум ги земал. Реквизито, значи не ја земал службено. Така. Само тука има, ти такви избезумени, тука да има камера, тоа крупно да го услика. Публиката нема појма. Пошто тоа е дел од се мали шарети со дел на Не, прво не си шарети, прво е ова. Штама! Се гледаме и гледаш такви бледи погледи празни, ти не си видел. И кој прв ќе каже нешто се? Буричка и извади некакво ливче од джеп и му осетив у поглед, сакаше тоа да го протури демек тоа се пари. Ама на мала сцена сме, публиката е овдека. Све гледа. И ги врати, се гледаме. А ги врати? Да. Ги врати у джеп и ми вика. Што ми рече? Викам, иди у јакната ми се парите. Дека у ходник ми се од јакна земи ги пари. Браво. Пак си се снашал ти, значи. Ти воли шо ќе речеше, жити мајка, каже. Види ја. И Оли има гафе, многу добар. Параноја цело време за тоа што со реквизити не стојам баш најдобро. Со реквизити, на последната изгубени германци го заборавив пиштолот на сцена да го земам, а на оваа на генерална проба мобилниот телефон, кој е клучен за распетот на целата представа. Чекај, што е? А клучен мобилниот? Не, па да. Опа, чекај. Да не гледа резултат на мобилниот случајно, нешто. Не. Не, добро. Значи мобилниот е негов, збори, мора да го остави на маса. Ама важен е мобилниот.
Многу Много е важен, најважен. Немаше публика. Звони За негови. Да нема публика. Немаше публика. Се извади. Имаше како немаше. Немаше. Малце Од имаше. кај маги беа децата. Тоа се генерално? Коцев ги носи од на маги децата цело време. Изгледа, тие од кај магија студио сегде ги носи. Требаше ми емисија да се. Не бе, имаше сега на 31 нема карти. Чекаме, Ѓоко, Тие од маги студио. На маги. И слушај, и треба да го остави телефонот за да задзвони и ние видиме кој го бара. Така. Тоа е разврската и од тука веќе почнува драмата. Оли завршува со мобилниот од джеп и вика јак идам у тоалет, така е по текст. Добро. Си иде у тоалет. И Значи искача од сцена. Искача од сцена, звони мобилен на звучник, а мобилен на Мобилен маса нема на маса. И пази го моментот. Оли, пошто века е публиката. Оли гледа на кај мене, публика не го гледа, он е до портал. И сваќа дека телефонот И му пак е джеп. баците. Не, пази го. Телефонот и кога ме погледна, ти такав блед поглед и избезумен ти не си видел са. И вака ми направи. Не ме ми го фрли. Ти што викаш? Ај, давај шарите да ми го фрли. И викам, да, фрли ми го, ја, оп! Мобилно! Браво. Тоа беше многу јако. Ама сега никад нема да Знаеш запориш што, а да мобилен. сомнително лице ти да видиш што прави. Имаше Кој дел тефтерче. од Тефтерче у испитувањето. И у тефтерчето пишува поезија. Јас те сакам душо моја, Жарво срце моје. моје, мене си ми звезда и младост си моја. И Вие стота беше реприза. по-курнази, као Сашко Коцев, Гора Славиша, такви ликови. И взимаме у тефтерчето му пишуваме глупост. Ама не Глупости? поезијата него. Не, ти кажам што За да не ти вишува. кажам дири дичка, нешто такви работи. Супер, добро. И Оли вака прави. Глупости. И гледа и вака прави. На представа и само. Си ја фака фацата, да не се смее, си ја Ја фака викам, фацата. има ли нешто? Ми вика, нема ништо. Нема ништо. И си ја држи фаца. Браво, не прочита. Не, им дадов нив они да прочитаат. Не, на Нино Леви. На Нино. Леле, Оли, браво, Слушај, и сите ние, крај на месец, сите шворц. Иде Оли, вика, брат, ја некако слава денеска. И ја викам, да, катастрофа, крај на месец, играме представа, и ја отварам куферче, и он доаѓа, вича, и грст пари, вади реквизита банкноти, и ми ги фрла у куферчето. Вуп, ја ги гледам, и меѓу нив гледам и вистинска 50 денарка него. Задњата 50 денарка. И Оли, и пази го ти тој поглед. А нема пари. Пази го погледот. Го гледа Не тоа. мога да си одам дома. И овака ме, ја го гледам и Оли, знаеш како поглед на тоа? У погледот имаш, брат ги виде така, после памти ги да ми ги вратиш, пошто ти кажам дека... И Пошто тоа нема леп дома. Ау, мај. Какви работи. Пази, сите викаме шворци крај на месец, тоа не е крај на месец, тоа е средина на месец, 12. Така е. 12 е критичен. Солзи ми дојде. Слушај, дај да се вратиме на представа. Ма која е представа? Дај да промовираш представата. Види сега, знаеш што работа? Дојете, не се кладеме. Кога се договаравме, абе ова ќе збориме, тоа ќе збориме. Сега виде дека трнап се продава лесно, абе каква представа не треба да збориме. Продуцентите растеретени. А дај да представаш. Па не збориме за Ке не тоа. малтретира за карти, бе. Не збориме, дај за кладионица да збориме. Оливер како најупатен. Види се. Не бе, он нема лифче заедно. Ова е лайк, бе. Да, не, најупатен Обично у смисла, праќа деца, најспремен за представа. Да, највеќе истражување. да, најтака. извршив одреден ресерч пред почеток на... Да си ми жив. Абе, ајде, Види го, што се ти ја користиме добрината мисли, што се тоа. Цело време. Ајде, ау. Не бе, лоши се. Абе, ајде. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам кровна и млеко. Кровна и млеко, тоа е популарна комбинација. Некои луѓе ја викаат пловна. Вистина бе, Ѓоко, не лажам. Ке давам солидни 3,5 лалачки. Тоа е добро во ова јадење. Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон. А утре, за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви треба за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потребни. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје.
section and headed in the most obscene direction. The father grabs the mic and then confesses his love for you. Everything will be alright after my connection. Oh, it's always about later on. Oh, could I get a habit? Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Slim Vital, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Имаш неделно на алфа и ке нема проблем. Ова е еден на еден на крај на вашиот ден. Што вика Ристрчо, кога се добива највеќе пари? Сите што се така кладилничари, кога да игра? Не на крајот на месецот. Ево Не на си крајот на растеретен. месец? Кога си растеретен, да. Сакаш да кажеш тогаш притисокот те јаде? Притисокот е најмал кога си Што вика растеретен истражувањето? и тогаш можеш да си дозволиш и некој поголем коефициент и така. Ама има разни игри, така? Значи, има игра на овие мора да изгубат, овие мора да победат, овие мора вако, овие мора така. А има една интересна игра што Микич, знам дека ја играл, таа игра е цела сезона да играш нерешено. Не нерешено, да бркаш серија. Значи, ако на еден тим му иде и тепа, играш додека тепа. Конкретно ти збори си, ние ќе се сликаме. Селфи еден ќе правите? Селфи, да. Какви? Ете го. И кој тим го грабна да го бркаш? Па тогаш Интер играше нерешено, цела сезона и цела сезона го бркав нерешено и го фаќам. Колку имаше сезоната нерешено, Микичу? Ба, не знам. Статистика... Повеќе од 10, повеќе од 10 биле. Мислам дека поише имаше многу. Збор италијански. Ај. А ти некојаш си ставил бе ливченце? Не ми делуваш таков човек, бе. Не ми делуваш таков човек. Знаеш колку се Стави баче стипса? 10.000 евра зема и са не игра. Да. Не, али Ние со тие пари ја направиме представа. Место да игра со нивни пари. Што значи тоа за една? Да. Процесот на работа, стави Ама до ливче и... не. Оли, знаеш како плаќавме ливче? Брат, дај, ќе ставиме. Шо, како Ама го- ситно, нема везе, никад не игра, ни он не игра на куп. Не играм, Ситно знаеме, нешто да. рекреативно. И дај ќе ставиме, ама вака вика. Ова го направи ливче, ама слушај, има еден проблем, викам што, ова е добитно. А бај, викам Тифин, кој? Ова ти е добитно, бе. Кој ќе иде по парите? Ти ќе идеш по Шо, парите. стар ги да се подигнеш. договориме. Абе, готово, па. Абе, викам, моли ги провери резултатите. Тие 2 дена додека се игра. Што има да ги проверам, таа е добитна. Оди И си, ја бе. добитна. И утре дента му вртам, абе брат, што направи? Абе, заедно последната. Ете ти колку било Класика. добитно. Оливер. Не бе, Оливер. 10.000 евра, Сам- платив ми со тие пари направив. Само уверен, само уверен. Така да се доби ово... Нели? Да, е подкаст до сега. Не, инаку, еве, малку испочитувам нашите спонзори кои што ја помогна. Добро. Представата, спонзорот кој што изработи сценографијата, да го поздравам, сите може да видат на нашиот сајт и на фанпејџот Сајтот на е? Facebook. Не се клади на енглези, на Не се Facebook. клади на енглези. И на сајтот на МНТ, тоа е МНТ.мк. Да видат кои се нашите спонзори и помагатели. Безрезервна поддршка од нив и Така безрезервна поддршка исто така од театарот. Од Имавме, МНТ. мислам како продукција од МНТ, во ниеден момент немаше сомнеш каква тоа представа Некса е ќе добар биде. директор. Најбро. Супер. И ти нека се ги спомниш. Па добро, сега ние не ги Сега спомнуваме кај спонзорите, бевте- не знам дали смееме кај по име и бевте- Кај презиме. бевте да купите сега, не знам ти што си купил? Водава, кај ја купивте? Од кај доаѓате? Тоа сакавме таква една. Не знам дали смееме да спомнуваме Спомни си, спонзори. спомни добро. си, Значи ева. Тинекс онака со еден муабет, буквално Добро. со еден муабет, правиме представа која што мислиме, уствари не мислиме, Микич рече јас со моето искуство сум сигурен дека ќе биде хит. Така. Значи вечерта одлучија да ја покријат цела представа, да ја откупат. исто и- Ќе го договори Само со еден останово сток. Тинекс утре. Да, утре. Исто и МНТ. Исто и дека МНТ. ни Со еден понуди- му. Да, ни понуди одличен договор. Профи. Исто Ајде да се без вратиме да на ви- коцкањево. Да. Не се кладиш, да, ама за тоа си влегол некојаш у казино и партал си ги направил. Сега беше бе пред нова година.
Идам ја казино на рулетче. Кој доаѓа со тебе? Тајфа сите, гора, супруга, Глумци? сите бе. Жена отидам, ние за забава отидам, нема везе, значи во казино не мора да значи да идеш за да заглавиш да продаш куќа. Фала Богу. Забава, влегуваш со, не знам, парите кои што ќе ги потрошиш вечерта, влегуваш, купуваш жетони и таму си пиуцкаш. Јако беше за забава идем, со кој беше Фуфо, Џамбазов дојде. Со тука бе за забава онака на себе, ја Фуфо. Тоа беше идеја за плакат, која веќе ја спомна. Да. Ние тројца плюс Фуфо и Џамбаз. Сериозно? Да. Имавме таква идеја. А зашо не се реализира? Па ние нам се дало. Да. И одиш у казино. И влегов во казино. И едно раче ставам тука, чак добиам 2-3. Кога фативме без смешки, него стендапи се даваа на таа тема. Викни кој сакаш крупие, кој сакаш викни го бе. Деме како на стаза на видео игра ќе победува. Главниот доаѓа. Па тоа е главниот да победи. Циркус веќе. Ама тоа лајф е, така, значи нема апарати чуда. Не. Во не знам дали смееме да ги спомнеме. Или сите ги Амам беси. Во Легрант казино. И тие да не ти дадат за Не ми дадат. Ама ќе дадат. Не ти дадат. Слушај, ги вербуваме, саѓаш. Паметно. Сакавме, како беше ова со представата? Сакавме да направиме све што е унутра муабет, све да биде спонзор. Све да е продукт плейс. Например, слушај, идам ја до таа и таа кладионица, како што е текстот нормално, до таа и таа кладионица, го платив ливчето, па бев сабаја на работа до таа и таа приватна клиника. И се возам јас со мојата таа и таа кола и отидов го земав телефонот од онаа мобилара таму што е. Чаевите овие што од Good Nature што се. Иначе имавме идеја за уцена исто така, за антиреклама. Да си ми жив, ова е уште подобро. Што мојот лик е доктор, али доктор каков доктор саш? Скапаница, така. Скаперник. Да, и сакавме да идеме да нудиме рекет. Ама знаеш како, слушај се. Ако значи да спонзорираат за да не ги спомнуваме, да не спомнуваме дека докторот е од таа и таа болница. Па тоа сте требале кај новинариве да се обратите, не од телевизија. Сваѓаш пошто, гледај, значи докторот е скапаници, бега од брза помош. Значи усвари лошо е да работи во одредена установа. И ние сакаме да им кажеме, слушај, вака и вака. За да не ве спомнуваме. Од кај си на работа, од таму и таму. Ај земени парите од оваа. Од конкуренцијата да речеме. Леле, тоа усвари нема крај бе. Нема крај. Ај ти не знаеш, нема мрежа. 45 оваму таму. Да, многу ми е брз интернетот од таму и таму. Леле, јако. Милионери. Со продукт плейсментиве не го бива, него ова се одлични чаеви. Овие на цаки бе, Good Nature. Ова цело се става у овакво она вангла за ова е да сте живи и здрави, да ви бидат тука и стегнати гласовите за на представа, не се клади на Енглезија представата, а ние ќе завршиме со многу интересна работа. Да, тоа е следно. Значи кога беше Оли минатава сезона во 1-1, игравме чај игравме. Тоа е тоа продукт плейсмент прави. Игравме чај, игравме и шах. Игравме шах зашто Оли е иначе велемајстор. Не сум велемајстор, але добро. Добро бе, такво си шо. Штраф му е велемајстор е стар, он сака младолик. Не, он е хаусмајстор. Не, ти си хаусмајстор, море. И уствари, шо беше играта, нели, игравме шах, не го победи нашиот шампион шо од емисија. И сега, пошто е многу јак, смисливме како да му направиме поголем предизвик. И еве што смислиме. Хендикепот е колку? 2,5. 2,5. Симултанка треба да победи, значи 3-0 треба да направи. Игра шах. Кој ќе игра шах? Ја табланет ќе играм. Ја табла? Шах. Добро, ја ќе играм шах. Држки. Ја ќе ти кажам како идат пијунчињата. 1-0 е. Не, ја ќе ти ги кажам која фигура е. Така е. Тоа беше шах, беше она со фигурите бе една движи право е. Тоа е. Готово. Ајде да се пресметаме. Микич против сите нас. Микич против сите нас. Еве сме, значи, на тоа што го зборевме, ова е не знам која игра, ама Оливер против сите. Симултанка. Игра шах со мене, табла, табланет, трга прво табланетот. Ајде. Идеме. Ајде нека фрфоли. Дупли. Ај. А зашто ти со бели си? Добро, окей, ајде. Коцев, само у тебе полагаме надежи за тоа, ајде малце. Не. Еј, мискина. Опа табла. Види, колку е самоуверен, гледа. Опа табла. Има да те изцепу како свиња мрсан джак. Ајде. Ова ти е финта, знам. Ти си е табла финта. имаш. Аха. Дојче. Добро е, вака ќе ти. Ајде. Добро.
Добро. Еј, како бе? Мене почнува да ме товари некако. Ајде, ман. Тука, ајде се. Идеме. Море у тебе полагам наде, што се ти каков коцев, ајде, ајде. Ајде Микичу. Абе, капија ти беше тоа, бе, пудала. Епа, тоа е паника во редовите на Оливер Митковски. Тимот Коцев, Михиш Димитриевски почнува да ја добива битката. 6-1, а? Ајде, Шо напри се, шо напри? Мамиш. Мамиш. Готово, време. Ајде. Ја имам две карти. Па една е моја. Ајде. Ајде, дај му. Ајде да не викаш. Само тука да го средам. Тука си? Ке ми искинеш. Ма шахот како ќе те растрои. Јас сум. Ајде. Како е Коцев, како е? Кој води? Па тука сме. А ти твоето го стаи? Да бе, ке си Никој не три. те мами, доставише, ајде ти се 5-2. молам ова, само не сакаш да се Ево изведеш. 5. Еле, ова ми е најтешката утка. Еве ти еден. Ти си мали? Ајде. Ајмо. Папаша. 6-4. Добро е, не Ево. е страшно. Ево. Не е нормален брат, ама знаеш како му иде? Тука сме добар е со сите, знаеш ли? Скроз. Ти 6-5, А ти тебе ќе си? те изгине. Да, ја очекувам кај да е да има кинење. 1, 2, 3, 4, 5. Ајде, губиш тука. Ај. Што зема? Земат ја 13. 9, 4, 13. 6. Еве Еве ти 3. Ти си. А не, чекај, Еве ќе ти ја земам, ајде, цело време ми иде на тоа. Ајде, земи го, ајде, знам дека е некој финти. Ова не сакам. 6-4. Игра пене мушка одбрана. Не, тоа спие. Добро, нека спие. Ево 6. Така, извадиме. Чекај. 1, 2, 3, 4. Само момент, 3-1. 3. Ево 1. Ајде. Овде. Таму добро, окей. Еве. Еве 5, еве ти 3. Ти си мали? Ау, ме закачи. 3-1. Не таму. Ајде ти изиграм. Еве. Тројки. Ајде. Не. Коцев, ајде бе, земи го на планета да му се пикнам. Ево. Што зема? Тука си. Добро бе, добро, еве. Идеме таки. Ајде. 3-4. Еве. Ништо гиш после кај тебе идеме тројцата и му се бориме заедно. Што тоа е? 5. Еве и 3. Карабода. Коцев, земи да лажеш, пошто само така. Слушаш? Почни да лажеш. Кој се јас сум? Вие, мод господин. Ние? 2. Сега тачно знам како ја има у глава цела игра. Шо правиш? Некој чудни ми правиш тука сега. Маги. Овака. Еве ти овде. Вака никој нема играно иначе во историја. Он можеше и јамп. Овие три. Идеме. Ова комбо. Требаше и јамп сам со себе. Што не вртиш јамбе? Чикен. Саша? Еј, Многу голем пораз ќе му биде сам себе ако се победи. Како бе така напоредно гледаш сегде, не што правиш? Абе јас што зборам хиперинтелигентен. Сега си Ја сум овде толку гледам. интелигентен како него, знаеш што ќе биде? Ти на глумец да видиш? 5-3. Фала Богу. 8 и 4-12. Еј, што да ти Ти си изиграм? кеци Еве, 3. А? Кеци 3 имаш. Кеци 3. 1-3 и кеце, ево, зимам. Како имам карта мај? Знам, ја 6 ти дадам. Ево и 5. не те мами. Ова лаже. Не може, имаше карта више. Завршив, сега ќе броиме. Ајде. Со мене завршив. Ајде, готово, добро. Ајде. Саки, готово? Кај ги фрлак? Готово, тоа е се цепа. Број, Коцев, ајде, мораш баце, ајде. Се важиме 5 и 5, бе, Микич, зашо му даде така? 12, 13, 12, победа овде. 13, 12, 13, чекај. Коцев. Ти имаш 13, така? Да. А од карти кај си? А не, кај тебе 13, него не, овдека имам две таблија. Значи не реши. 14, Извади нерешено? 14, да. Сигурен си дека важиш нерешено? Добро, ајде. Абе, ајде. Види го, шо се ти ја користиме Јас сум добрината мислиш тука. тука. Ајде, цело време. Ајде. Ау. Не бе, лоши се. Абе, ајде. Ево, петки. Кај ми е карта? Ајде тука. Ама го видели на два пат. Еј, па ја немам више карта. Вили. Тоа не да го менели Три пати направи така, ама ајде бега. И ево го крај. Браво. Леле, сега ќе ме сока. Пепаше. Тупли врли. И сега идеме.
Ова За колку ќе победи? Сега Што значи мислиш? ќе те тере на ова. Да, кажи, ајде, за колку ќе победи, ајде. Не знаме што да играм, нигде не можам, еве. Тере на шакчево. Земи му. Ајде! Ајде, опирам. Шо е ова? Лампер, еве ти. Овде. Абе, земи му ја пребудава една. Еј, шах ми дај. Добро, еве го овде. Дај го таму. Еј, уште не. Ајде, жив сум. Како не му ја земи? Хајде да бегам, овде бегам. Еве го, шах. Заре, ние највише тере на да си полагаме. Еве го. Шо е ова? Не земи го тоа, кај ли ми е? Кај да му дам? Немам нигде да му дам. Овде кидам. Значи, не се клани на енглези, играмо МНТ, мора да ја гледате, фантастична представа, Оливер Митковски, Александар Микич, Сашко Коцев, не заборавајте да отидете. Абе, не ме забрка. Јапте при се. За крај на емисијата имаме дел од новиот спот на Суперхик за песната Безгрешен. Идната недела ќе бидат во студио, ќе имаме супер муавети со нив. Пепермин, фала, да немаш нешто да кажеш, сепак, на крај на емисијата. Само луто да не се јаде повеќе колку што треба. Мудри зборови од мудар човек, се гледаме идната недела, чао! Обичен смртник, јас го одминувам. Безгрешен, виновен, ајде оди си, јас безгрешен сум, знај. Ајде признај ми, ти си виновен за се. Ајде оди си, јас безгрешен сум, знај. Ајде признај ми, ти си виновен за се. Илјада нови причини да ставиш крај. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепермин во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден.